ова категорија на луѓе има потреба од континуирана физикална терапија. Зошто? Затоа што дел од нив, поголемиот дел од нив, имаат проблем со одење, со движење, кој доведува со ток на време до атрофија, хипотрофија, атрофија на мускулатурата и поради тоа со ток на време се создаваат и контрактури на зглобовите, односно неподвижност на зглобовите. Да би се спречило тоа, потребно е да се врши континуирана физикална терапија. Сега, тука се внесува, значи тука е битна многу кинезитерапијата, е битна работната терапија, исто како масажа и другите процедури. Да би се тоа приуштило на пациентите, треба да има соодветни услови. Овдека сега во нашата установа моментално работиме ние без кинези сала, без соба односно просторија за работна терапија и условите ни се никакви за работа. Тоа е поради тоа ние пациентите ги опадуваме да се лекуваат во други установи, да се рехабилитираат, како во Заводот за рехабилитација во Козле, Свети Разм во Охрид, на бањски лекувања, дома, во странство. Некои од родителите на овие лица се принудени и да повикуваат дома, значи физиотерапевти да ги вежбат, бидејќи имаат потреба од константна физикална терапија. Значи, во последните години има се повеќе лица со посебни потреби, на кои им е потребна континуирана медицинска помош, од која физикалната терапија е еден од најбитните сегменти во таа помош. Се повеќе бараат помош, но на жалост ние не можеме да им излеземе во пресред и да ги задоволиме нивните потреби. Доваѓаат и сега, значи, примаме такви лица, но тоа се лицата што се во помала возраст, каде што родители уште може да ги носат сами, дали во раце или со колички, веќе за возрастни лица ние немаме соодветни услови. Овие пациенти се по дијагноза ослободени. Значи има одредени дијагнози кои се ослободени од фондот. Но тоа се однесува само на почетната, првичната дијагноза. Ако тој пациент, на пример, има проблеми со други органски системи, односно ако има воспаление на бели дробови или фрактура на ракено, тој не подлежи, значи, на ослободување. И тука е од партиципација, што е навистина сериозен проблем.